Благодарам што го посетивте мојот канал. Ке ги разгледаме прашањата под реден број 127 до 125 од екстерно тестирање спроведено од учебна 2014-2015 година, тоа е за 7 оделение. 121 прашање. Ако во еден четириаголник 3 агли се тапи, тогаш е четвртиот каков е четвртиот агол? Збирот на внатрешните агли на четириаголник е 360 степени. Ако трите тие се тапи, кога би биле прави, нивниот збир ќе биде 3 по 90, 270 степени. Што останува за делта? И тој да биде прав. Значи, тој број, збирот на трите први е поголем од 270, а збирот на број поголем од 270 и на делта мора да биде 360. Значи, само една варијанта имаме, а тоа е аголот да биде остар агол. Периметарот на еден паралелограм е 172 см. Колку изнесува збирот од должините на две соседни страни на тој паралелограм? Паралелограм беше четириаголник кој има два пара паралелни страни. Збирот на две соседни страни е 170, односно периметарот е 172, а двете соседни страни мора да имат половинка од тоа, 86 см. 123 прашање. Во еден делтоид збирот од должините на спротивните страни е 54. Колку изнесува периметарот, 54 см, колку изнесува периметарот на делтоидот? Делтоид беше трапезоид, кај кој две соседни страни се еднакви. Во нашето прашање имаме збирот на две спротивни страни, во овој случај имам E плюс H, е 54. Периметарот е HG е еднакво со ова H и F е еднакво со тоа E, значи периметарот ќе биде двојно поголем од 54 см, 108 см. 124. Ако една страна на паралелограмот е 3 см, тогаш низината спротивна страна изнесува. Кое својство го имаат паралелограмите? Меѓу другото, имаат својство спротивните страни се еднакви по должина. Ќе биде 3 см. 125. Ако во еден четириаголник 3 од внатрешните агли се 100 степени, 110 степени, 60 степени, тој четвртиот внатрешен агол изнесува. Од 360 ќе го одземиме збирот на овие три познати агли, ќе добиеме 360 минус 270, тоа е 90 степени. Тоа беа 5 прашања, кои во базата податоци беа поставени под реден број 121 до 125. Благодарам за вашето внимание уште еднаш.